Синдикатот ги спорача своите барања за унапредување на работничките права до владата. Кои од нив се приоритетни? Системско решение за зголемување на платите во јавниот и приватниот сектор. Минималната плата да е најмалку 450 евра. Примена на колективни договори во јавен и приватен сектор, што е многу битно. Исплата на трошоци за храна од 20% од просечната нето исплатена плата во Република Македонија. Исплата на трошоци за превоз во реален износ за сите вработени од местото на живење до работа, односно до фирмата во која работат. Подпишување на колективен договор во приватниот сектор веќе е во фаза на преговори и договори, се надевам дека 2025 ќе го подпишеме. Намалување на работничките часови од 40 на 35 часа во неделата, договорите за работа на определено да се намалат од 5 години, не една година, потоа да преминат во неопределено работно време. Што со барањата кои не беа исполнети оваа година? Имаме низа барања дадено и затоа ова што сега ги наведов ќе продолжиме во 2025 година едно по едно да ги реализираме. Се надевам дека ќе дојдеме до разбирање со владата и со работодавачите и сепак сето тоа ќе се решава на економско-социјалниот совет, бидејќи веќе почна поактивно да работи економско-социјалниот совет. За компаниите кои до денес не исплатиле К15, синдикатот потсетува дека останува само еден ден. Најдобро е да го исплатат во цел износ, но доколку имаат потешкоти она што го има и во самиот закон и колективниот договор, дека доколку имаат потешкоти во работењето, можат да исплатат и помал износ, но со тоа треба да го докажат цврсто. Ние како синдикат ќе реагираме, иако ќе има и такви кои што ќе ги бараат парите назад, што е кривично дело, па може и да имаат затворска казна од 1 година до 3 години, така да мислам да не се манипулира со К15 и да го исплатат во цел износ,